Покрај тоа што грчките власти ги дислоцираат бегалците кои што се сместени во бегалските кампови кои што никнаа во близина на границата со Македонија, нови бегалски бранови пристигнуваат од Турција на европското тло. Според тамошните медиуми, во изминатите 2 дена грчката крајбрежна полиција во близина на Лесбос успела да спасе околу 120 бегалци кои што со 2 гумени чамци пристигнувале на островот Лесбос. Обединетите нации денеска излегоа со информација дека е намален бројот на бегалци кои што пристигнуваат во Европската Унија, но Турција и понатаму продолжува да се заканува и вели доколку Европската Унија не го испочитува договорот за визна либерализација на државјаните, нема да ги држи повеќе бегалците на нејзина територија. Повеќе информации од прилогот во продолжение. Грчката полиција започна со преместување на бегалците од импровизираниот кампев зони, кои што никна на 10 километри од македонската граница. По акцијата на Идомени, со овој чекор грчките власти се обидуваат да ги дислоцираат и последните 4000 бегалци, кои што со месеци живеат околу бензинските станици. Но и покрај тоа што грчките власти ги празнат камповите од Македонија, тамошните медиуми јавуваат дека ситуацијата на островите повторно се влошува и дека се повеќе мигранти пристигнуваат од Турција. За само 2 дена, крајбрежната стража во близина на Лесбос спасила 130 бегалци од 2 чамци. Обединетите нации денеска изјавија дека бројот на мигрантите кои што пристигнуваат во Европа преку Турција и Грција значително е намален. Но турската влада се закани ако до 1 јули нема посериозен напредок за визна либерализација на турските државјани, нема веќе да ги држи бегалците на своја територија. Договорот помеѓу Европската Унија и Турција предвидува Анкара да исполни 72 услови за визна либерализација и да го смени законот за терор, за кој засега турските власти одбиваат. Според податоците од службата на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, во јануари годинава се очекуваше околу 1 милион лица да пристигнат на европско тло, а сега предвидениот број е намален до 248.000 мигранти. И покрај тоа што грчката полиција прави напори да се справи со транзитот на бегалците од Турција во Грција па во западните европски земји, сепак македонската полиција во изминатите неколку дена успеа да спречи 17 државјани на Сирија да транзитираат преку Македонија па во западните земји. Имено полицијата покрене кривична пријава против 4 државјани од Бугарија и 2 македонски државјани кои што се по потекло од Скопје, кои што се на возраст од 31 до 34 години. Против овие лица покренета е кривична пријава за наводно криумчарење мигранти. Доколку се земе фактот дека ваквото криумчарење се случува денес, кога Обединетите нации изјавија дека е намален бројот на транзит на бегалците во Европската Унија, што би се случувало доколку Турција не ги држи повеќе бегалците на нејзина територија. Токму на овие прашања ние во Дневникот во 18 часот разговараме со универзитетскиот професор Томе Батковски, кој што предава на факултетот за безбедност. Исто така информација плюс до нашите гледачи, мојот колега Александар Викендов ќе престојува на островот Лесбос, па ќе не пренесе сликата од таму каква е ситуацијата во моментов во Грција и дали на Европската Унија и се очекува втор можен бран на бегалците.